Остен повторно ја носи светската уметност во Скопје. Уметници од Кина, Индија, Израел, Унгарија, Италија, Словенија, Црна Гора и Грција доаѓаат заедно со македонските уметници да изложуваат на официјалната изложба на Остен Биеналето на цртеж Скопје 2022. Джозеф Кошут САД, Гран При за животно остварување. Рембрандт Холандија, награда Светско културно наследство. И уште 200 уметници од 40 земји во светот. Тука сме заедно зашто веруваме. Уметноста ќе го спаси светот. 22 февруари 2023. Национална галерија на Македонија, Чифте Амам. 19 часот. И, како што ви кажав, полни раце работа, започнуваме со современата уметност за почеток на денешното издание. Ќе разговараме во првото интервју заедно со Марија Павловска, која е наградена со прва награда за оригиналност преку концепт на Остен 2022. И за да не должам многу во најавите, тоа што е значајно да се спомене за неа, дека таа иако за себе ќе рече дека е современа уметница во подем, јас би рекол дека веќе подемот е достигнат и сега одиме нагоре и се движиме, со оглед на тоа дека е активна во првата половина на 21. век со 2 децении континуирано присуство на европската сцена и растечко присуство на меѓународно ниво во Соединетите Американски држави и Азија. Од сите можни награди издвоени, и оваа која што ви ја кажав првата во однос на Остен 2022 Биеналето, исто така е важно многу да се истакне дека годинава, веќе длабоко завлезени во неа во средината на февруари, таа е добитничка и на првата интернационална награда Донатело од Ефето Арте фондацијата од Италија. Марија, добре дојдовте. Добре најдов, ви благодарам за поканата. Поздрав до цела Македонија, македонска јавност. Ако случајно преминам на ти, се надевам не е проблем. Секако. Како си? Добро, утринско, убаво, сонце е надвор и така, убав ден. Благодарам за издвоеното време да ни гостуваш и за тоа што ќе имаме можност да поразговараме. Повод ни е наградата од Остен. И сметам дека можеби покрај, сега не знам дали го делиме мислењето, дали го споделуваме, но покрај сите овие меѓународни награди, некако се чини дека домашните награди имаат малку поголемо значење. Најубави, најтопли, да кажам. Со оглед на тоа дека, како што рековте, сум со 20 годишна континуирана кариера на полето на уметноста, активна. Галеријата Остен, со Остен Биеналето, како организација, како тело кое прераснува во се поголем подем, нели? Значи, Остен постои од 45-та година со оглед на присуство на карикатурите. Понатака се разви и денеска да постои и Биенале, за кое со оглед дека комуницирам со колеги од сите континенти, ми е многу драго што го знаат. И тоа за Македонија представува еден голем момент, нели, на интернационално ниво, 200 уметници од целиот свет. Ова Биенале прераснува во значајно Биенале, како што се Биеналето на Венеција, Биеналето во Ференца, Биеналето во Шангај и така натака. Значи, едни големи честитки за овој за вакво тело да постои во Македонија, што придонесува многу за државата. Марија, кога разговараме за современата уметност, се чини дека во светот тоа генерално не е така, но дома, например, кај нас во Македонија и во регионалните рамки, некако како да се чувствува маргинализираност на уметноста генерално, современата уметност од страна на медиумите, немањето доволно давање простор за уметноста и слично. Дали тоа влијае на целиот ваш, на севкупниот ваш живот како уметници и борба за опстанок во општеството? Убаво кажавте, значи порано, затоа што сум јас израсната во Македонија, школувана тука и како што имам кажано
И претходно, јас сум родена тука, меѓутоа сме жители на светот, нели? И Огнен постоеле, значи македонска телевизија имаше цела емисија за култура, каде што неделно имаш покана на авторот што се случува во Македонија. Еве сега да посочам дека Културен печат е еден од главните навестувачи што се случува неделно во Македонија. Поздрав до Тони Димков. Што се однесува до емисија за култура и до проследување на што станува збор, за нас тоа е убаво јавноста да го знае. Нас не ни пречи, ние си тераме ден за ден, никој тоа не го спречува, меѓутоа е добро да постои во секоја телевизија емисија одделена за култура со интервју со авторот, со посетување на изложбата или концертот или театарот или така натака и така натака. Значи тоа топло го посочувам да постои. Не инцидентно, како емисија. Така е, не се согласувам сосема. Јас без разлика што сме на телевизија во моментот го прашувам Благодарам тоа. за поканата. Да, го прашувам тоа затоа што сметам дека ние навистина не одвојуваме доволно простор. А културата го води светот, како што е и најавата од Остен Биеналето. Така е. Гледачите имаат можност во меѓувреме да гледаат инсерти од видео кое што ни го испрати. Тоа е веројатно од резиденцијата која што ја имаш. Да. Чисто да им појасниме што гледаат. Тој проект е работен пред неколку години и беше представен поканет од Европскиот културен центар во текот на Венециското биенале, 58 Венециско биенале. Видеото прикажува процес на работа на тој проект А-реакција и е во покровителство на Музеот Мана Контемпорари, каде што обстојува уметничка резиденција од 2012 до денес, која функционира на реапликација секоја година. Што значи дека секоја година треба нови форми да се изведуваат во начинот на аплицирање и слично. Побарува креативност, постојана активност. Активноста, проектите што ги работиш, наградите што ги добиваш и впрочем како уметник, кој посетителот може да го посети процесот на работа, лабораторијата, а не полираниот финален процес на изложба, ателје што се вика, е еден момент кој е максимално нов, да под музејски простор, каде што има галерии и изложби, се доделува и резиденција за уметник, како посетителот може да ја посети и да го посети ателјето, односно лабораторијата на уметникот, и ете тоа беше документирано во процес на работа на проектот А-реакција. Кога разговараме за уметноста гледано од надвор, односно кон надвор во светот, свеќањето на современата уметност е и согледувањето незино е многу поразлично од тоа што е до пред 20 на 30 на години. Значи целосната појава на новите форми, на дигитализацијата исто така на уметноста и се тоа што не обкружува, техничките можности, камери, од сите страни имате апарати кои што помагаат сега. И се чини дека можеби постулатите на кои што функционира уметноста веројатно малку се поместуваат. Основата е иста, таа останува, но мора да се поместат. Во текот на школувањето, значи јас сум школувана во Македонија, средна школа Лазар Личеновски, факултет за ликовна уметност, магистратура на ликовна уметност, докторатот го завршив под подкровителство на со Кокан Грчев како ментор кај нас во Македонија. И точно, значи базата која ја имате, цртежот што го учите и сите оние базични форми се една база за понатака вие да се развиете во она што сте вие. Сега, како што посочивте, има различни форми, зошто да не, медиумски, видео, интернет, и тука секој автор би се нашол на свој начин, што е добро во однос на истражување. Ме разбирате? Така. Така. Дали може би, тоа е, значи, можност за истражување да, но дали може би да речеме, се уште и натаму ќе се држат дебатите околу тоа дали денешната уметност која што ја гледаме е во основа уметност. Бидејќи многумина разговараат околу тоа, оние кои што се држат за старите традиционални форми,
наспроти Ако денешните. збориме за традиционалните форми, пак ќе посочам, воопшто не е лош момент што имаме присуство на дигитализација, имаме присуство на интернет. Да не посочам, како сум во тлото на Америка и Нью Йорк, дека NFT, оние кои се во фелата на уметноста, NFT денеска доаѓа до цена од милионски исто суми. Така да дигитализацијата е исто со текот на развој на општеството, со текот на развој на светот, со текот на развој на технологиите, се авторот наоѓа свој начин на израз и јас не гледам ништо лошо во тоа. А базата мора да се има. Ве разбрав што сакате да посочите, значи во текот на школувањето ти не можеш да се израснеш во авторство без почетокот на линија, молив, концепт, форма, боја и сите тие проследни работи што стои понатака, како веќе собствен, барајќи го собствениот израз и автор, после школувањето, и така оправдувам, има фантастични автори со своја видеоуметност, има фантастични автори со дигитализација, со интернет, што работат со технологија и ги почитувам јас лично. Некаде сме при крајот на интервјуто, тоа што сакам исто значајно да се навратам наназад е со оглед на долговечноста на Остен веќе децении наназад. И неверојатно, туку сигурно во текот на процесот на твоето образование си одела по изложби, си ја следела работата на Остен и некако кога сте во развој, некои такви величествени манифестации ви делуваат малку не недостижни, туку малку далеку. Учиме. И сега доаѓате до степен каде што имате прва награда на Остен. Точно. Добро е што постоело, значи и во Нова Македонија, стариот простор на Остен, ние редовно одевме на отварање на изложбите, така да ние покрај Музеј на современа национална галерија, Длум, што беше на Кеот, изложбите и Остен, изложбите на карикатури, ние сме што се вика едуцирани, дали ќе сме отишле на изложба или посочени од средно уметничко ќе одиме на изложба, ќе не однесат професорите или од факултет, и тоа ти дава еден патокас, што се вика Огнен, едно школување, како што тоа изгледа, или таа форма, или таа изложба, или тој уметник и така да тоа е еден голем добар момент и посочувам дека сите школи, факултетот, книгата е книга од што се учи, меѓутоа праксата и она што визуелно ти го примаш е најдобриот начин на твоја лекција. И за крај на интервјуто тоа што мене ме интересира, во процесот на твоите циклуси, во процесот на твојот развој, кога ќе се навраќаш сега наназад на почетоците, се прашуваш ли каде си била тогаш? Зошто си го правела тоа? Прашање, ви благодарам за прашањето. И како денес го гледаш сето тоа? Вие не знаете што значи кога ќе погледнеш дело од пред 25 години. Значи јас сум активна, да кажеме, се рачуна, сум завршила магистратура 2001, ајде да кажеме дека дипломската 99-та, се рачунаш за свој автор од дипломирање натака. 25 години веќе скоро. 25 години, точно. И сега што се случува? Во ателјето, ете отвараш фјока или така и гледаш дело од 2021 година. И, Боже, колку си тоа исто ти. Ако не постоело тоа, немало да постои од 2006 циклусот. Ако не постоело тоа, од 2006 нема да постои ова денеска. Ме разбирате? И тоа си апсолутно ти. Никој друг освен ти. Што е добро, што чувам. Значи има работи што себично ги чувам и не се оттуѓуваат во колекција или така. И тоа се особено драги работи што уште делуваат за ти денеска да работиш тоа што го работиш. Значи едното носи друго, другото трето, друго, и тоа е еден процес на фантастичен процес што авторот го чувствува. Ти помогна ли, веќе сум при крај, морам да прашам. Така. Ти помогна ли уметноста да ги спознаеш оние најдлабоки делови од себе си до кои човек тешко
стигнува? Па знаете како викаат, обичниот човек, како се делиме на уметници и обични луѓе, знаете, нели? Значи, обичниот човек разликува 100 бој, а уметникот разликува и милиони 100 бој. Со оглед на тоа, замислете колку ние поинако сочувствуваме, колку поинако вибрациите ги примаме, боите, разбирате, и тоа сето тоа така делува кон нас што сме процесори на да произлезе тоа што го даваме. Има ли нешто што не прашав, а сакаш да споделиш? Ја поканувам целата јавност топло на овој голем значаен настан, Остен Биенале во Чифтеамам во четврток на 20 во среда на 22 февруари во 19 часот да повелат на изложба и доделувањето на наградите на уметниците. Да не се пропушти, да се најде време да се дојде. Почит до Остен. И благодарност до наградата. Благодарам многу, Марија, за издвоеното време и за тоа што ни беше гостинка. Мислам дека како ни тргна муабетот, треба да се договориме за друго гостување наскоро. Со следни случувања. Така е, повод да најдеме некој. Со следни случувања. Се случуваат, меѓутоа ќе ги најавиме. Со нова награда. Ви благодарам многу. Многу ви благодарам. Почитувани, вие останете со нас, ние продолжуваме понатаму по кратката пауза. Остен повторно ја носи светската уметност во Скопје. Уметници од Кина, Индија, Израел, Унгарија, Италија, Словенија, Црна Гора и Грција доаѓаат заедно со македонските уметници да изложуваат на официјалната изложба на Остен Биеналето на цртеж Скопје 2022. Джозеф Кошут САД, Гран При за животно остварување. Рембрандт Холандија, награда Светско културно наследство. И уште 200 уметници од 40 земји во светот. Тука сме заедно зашто веруваме. Уметноста ќе го спаси светот. 22 февруари 2023. Национална галерија на Македонија, Чифтеамам. 19 часот.